Со нас тука на записничката маса Јорданчо Наумовски, фудбалер на победа, меѓутоа сега во улога на гледач на овој турнир. Јорданчо, повели како се чувствуваш овде и дали си чест гости на трибинава да гледаш овие мали фудбалерчиња? Да, па цело време сум тука, мислам дека ова е добро и за градот, добро е за сите млади фудбалери и се надевам дека овој турнир ќе прерасне во една традиција и ќе се одржува секоја година. Што мислиш за овие надпревари, за фудбалерчињава? Каков е талентот кај нив? Каков е впечатокот? Па и јас сум бил млад како нив и знам по мене дека од вај чекавме сите нашите генерации вака да се собериме на некои турнири. Знам како му е на овие фудбалерчина и се надевам дека добро си помине, пред се дружба, после тоа и надпреварувачкиот карактер. Има ли некаква разлика од времето кога ти почнуваше на неколку години таму во тие први чекори што ги правеше со овие генерации? Па имаше мала разлика, немавме ние вака организирано толку добро. Еве сега гледам во секој град, во Битола, тука во Прилеп, вамо во Пандев, Струмица, сите пробува да организира вакви турнири и му успева тоа. И на вакви турнири може да се добија некој нов талент. Сега многу пресно е вчерашниот надпревар. Многу од овие деца беа вчера на трибината и го гледа надпреварот победа Тетекс. Па може во вистинско време да видат еден еврогол за победа, оној ослободен удар. Да, па пред се не е битен толку голот колку што е нашата победа. Беше голема победа за нас. Сите знаете со какви проблеми се соочуваме тука во клубот и сите пробуваме нешто да направиме. И како камен да ни падна од срцето после таа голема победа за нас. Како да беше копија некој од пред 20-30 години кога слободните удари ги изведуваше татко ти Тони? Така се погоди. Имам слушано муабети дека имал многу голови давано од слободен. Сигурно тоа и така. Ете, вчера и јас постигнав таков гол и се надевам дека ќе ги има повеќе. Дали тоа се должи на некоја дарба родена или пак некоја вежба, повторување на тренизиве такви удари? Па искрено да кажам, пред сите не вежбам толку многу. Татко ми има кажувано дека после тренинг тој останувал по пола сат ги вежбал слободните. Јас не го правам тоа. Така се погоди вчера и се надевам че се погоди и друг пат. Многу песимизам имаше кај највачиве на победа, симпатизерите на клубот, после овие првенствени надпревари пролетовска, па и пријателските не беа подобри, а сега наеднаш се издигна тој оптимизам по вчерашниот меч. Да, па сите знаете дека лани направивме еден неславен рекорд, 15 од 15 утакмици ги изгубивме и притисок имаше голем кај нас. Почнавме со порази од Новаци, од Караорман, ама ете на последните надпревари полека влеговме во форма. Со Неготино иако изгубивме, имавме многу шанси, требаше да победиме. Со Пелистер го гледавте мечот, бевме во егал. Сите знаеме дека Пелистер е прв фаворит заедно со Беса и најквалитетна екипа според мене во првенството. И како шлак на торта да дојде вчерашната утакмица со убедлив триумф и се надевам дека ќе продолжиме понатаму. Сакаме еден апел до сите гледачи да му даа поддршка на претежно младите играчи. Знаете сите дека имаме 5-6 деца во прв тим што се по 17-18 години. Прв пат му е да игра сениорски фудбал и прв пат му е да игра пред 2000 гледачи. И ние како по возрастни пробуваме да му помогнеме и сега како публиката да биде пострплива како и со нив, така и со нас. Сега на ова време, значи од 21-виот век и посебно во овие години, ретко се случува еден тим, еден клуб да се потпира само на сопствени играчи и еден-двајца ако има некој. Така е сега победа. Па ние сме новиот Атлетико Билбао, таму исто има правило да се од својата територија таму и сега и ние се шегуваме меѓу нас исто како Атлетико Билбао, само од Прилеп имаме двајца странци. Исто така странците тука се прифатени повеќе
исто како дома, си ги сакаме како наше. И не знам, има најави за уште неколку играчи да не се приклучат до правниот рок. Уште 1 месец има преоден рок и кој да дојде е добро дојде. Имавте среќа во жепката за распоредот, имате сега одличен распоред. Гостувате на Башкими, па два меча сорете дома. Да. Што мисли за тоа? Дали размислувате и за да го задржите ова прво место се сега на табела после првото кол? Малце тешко прашање. Амбициите за оваа година не знам како да ги наречам. Од победа секогаш се очекува нешто највисоко. На победа не е местото во втора лига, ама мора да се соочиме и со реалната ситуација. Каква е ситуацијата? Чекор по чекор, така да не можам да кажам сега какви ни се амбициите. Имаме многу нови играчи во тимот. Имаме млади играчи кои првпат излегува пред публика, пред таков терен и одиме чекор по чекор. Сега нарете гостување во Куманово. Да, сега со Башкими, како што вчера им вечерта ја гледав утакмицата, играе со Охрид. Мислам дека можеме да дојдеме не до бод, туку до 3 бодеви. Не се поквалитетни од нас никако. Единствено имаат таму, гледам, публика многу, скоро цела трибина. И тоа би било мотив повеќе за нас и за стручниот штаб, за сите, да се покажеме во добро светло. И се надевам со триумф таму да ги дочекаме Охрид пред 4-5 илјади тука во Прилеп, понатаму да видиме што ќе биде. Оцко, достигна некое ниво ти во својава кариера, значи си познат фудбалер, играше во првата лига. Еден совет твој, една порака до овие мали дечиња, фудбалерчиња, како да достигнат да исчекорат во тој правец? Па, совет од мене да се трудат да одат чекор по чекор, да не избрзуваат со одлуки, со секакви работи. Пред се фудбалот тука е здрав спорт, да се дружат, а понатаму ако отскокнува некое дете, дај Боже да излезе од Прилеп, да направи кариера, како Несторовски, како Маријан Радевски. И тоа е. Немам некој друг совет што да му кажам. Значи, работа надоврзана на талентот. Работа надоврзана на талентот и да не прескокнуваат некои нереални можности. Да си одат чекор по чекор. Ти благодарам за разговорот и да се видиме во друга прилика, особено по оние серија надпревари што следуваат во ова ново првенство. Да. Поздрав до сите, се гледаме по наредна прилика.